Добар ден во новото издание на емисијата Алфа Ординација, секако со нова тема и овој пат интересна. Се надевам ќе го предизвика вашето внимание и ќе ви овозможиме преку отворените телефони да поставите прашања и да ви дадеме насоки како да го решите проблемот во однос на денешната тема, доколку го имате секако. Болки во карлица е денешната тема, ќе ја разработиме со доктор Ана Кацавска, специјалист по гинекологија и акушерство, ни доаѓа од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден, добре дојдовте. Ви благодарам за поканата. Темата е мощна и јасна, болки во карлица, и овие болки ќе ги разгледуваме од гинеколошки аспект. Затоа на самиот почеток сакам да ве прашам што представува практично болка во карлица. Така, значи, болката во карлицата, или како уште што ја нарекуваме пилвична болка, представува чиста причина за доаѓање и посета на пациентите во гинеколошките ординации. Меѓутоа, од друга страна, и самата пилвична болка представува многу тежок симптом за лекарот, бидејќи причините кои што доведуваат, значи, до пилвична болка може да потекнуваат и да не бидат само од гинеколошко потекло, туку може да потекнуваат и од другите органски системи, како што се абдоминалниот систем, тракт, понатака велиме дека уринарниот систем, или пак да се работи за некој психолошки тип на болка. Така, во текот на емисијата ќе кажеме и како тоа го решавате, вие како го диагностицирате, но да се задржиме во ведниот дел за болката. Постои ли поделба на болката? Ја делите ли некако? Да, за полесна евалуација секако, значи, дека болката ја делиме на неколку типови на болка, значи ја делиме на акутна болка, која што болка се карактеризира со една острина, краткотрајност, меѓутоа и со доста силен интензитет, која што исто така може да доведе до нарушување на виталните параметри кај пациентот и бара брза диагноза и евалуација, се со цел на времена диагностика и со цел намалување на морбидитетот и морталитетот кај пациентите. Понатака имаме циклична болка, ја нарекуваме уште како дисменорија, кај народот позната како менструална болка, која што е менструална болка исто така ја делиме на примарна и на секундарна, во зависност од тоа дали постои патолошки субстрат во карлицата или не постои, па во зависност од тоа таков и е третманот. И хронична болка, тоа е болка која што презистира во карлицата, меѓутоа презистира подолг временски период, повеќе од 6 месеци, и е поврзана со некоја патологија во карлицата, меѓутоа тоа е болка која што е доведува и до функционална неспособност кај пациентите, и тоа се реално пациенти кои што се навистина анксиозни и депримирани, бидејќи имаат поминато низ повеќе ординации, се уште го немаат најдено решението за нивниот проблем. Во голем дел од нив имаат и подлегнато на некои хируршки интервенции, меѓутоа решението го немаат најдено, така што кај нив е многу важна, да кажеме, таа психолошка компонента и психолошка подкрепа. Рековте правите и евалуација на болката, на кој начин, како се прави тоа? Значи, секогаш тргнуваме кога ќе дојдат пациентите во гинеколошките ординации, тргнуваме од тоа од како започнала болката. Значи, каков е типот на болката, локацијата, начинот на ширење, понатака дали постојат промени кога таа се засилува или се намалува. Значи, во гинеколошки аспект е многу важна и менструалната анамнеза, значи датумот на првата и на последната менструација. Понатака е важно дали има пациентката абнормално крварење или пак некаков тип на исцедок. Значи, покрај менструалната анамнеза важни се и контрацептивната анамнеза, како и сексуалната анамнеза и податокот за евентуално претходни сексуално преносливи заболувања кај пациентката и доколку исто така, значи, била пациентката претходно подлегната на некој хируршки третман. Со тоа што бидејќи, значи, не можеме да кажеме дека само болката, нели, од самиот старт дека од гинеколошко потекло, прашуваме за некои дополнителни симптоми, дали има пациентката гадење, повраќање, проблеми со столицата, зачестено мокрење, печење при мокрењето, или пак имаме симптоми и знаци на некој инфективен агенс, како што се грозница и температура. Кога зборувавме за поделба на болката, рековте дека ја делите на акутна, циклична, хронична. Јас сега ќе ве прашам за причини за акутна болка. Кои се најчестите причини за таков вид на болка? Значи, Гина, ќе почнеме најнапред да ги споменеме причините што се од гинеколошко потекло.
Најчесто и кај жените во репродуктивната возраст внимаваме да не се пропушти нешто што се вика екстраутерина бременост, односно кај народот позната како ектопична бременост. Тоа е бременост каде што имаме абнормално, значи имплантирање на ембрионот надвор од шуплината на утерусот, состојба која што бара брза диагноза и евалуација заради тоа што значи понекогаш бара и та хируршки третман. Понатака кај пациентките како втора причина, значи треба да ги споменеме и функционалните цисти. Цистите во репродуктивниот период се доста чести. Доаѓаат често пати пациенти кои што се кон средина на менструалниот циклус. Таа болка се нарекува Мителшмерц болка или болка која што е поврзана со овулацијата, каде што имаме мало изливање на крв во стомачната празнина, меѓутоа и присуство на едни супстанции кои што се нарекуваат простагландини, кои што се присутни во самата фоликуларна течност, се доведуваат до болка, меѓутоа тој тип на болка, да кажеме, послаб во однос на другите причини за акутна болка. Тука ќе споменам хеморагичната циста на корпус лутеум, циста која што исто така може да доведе до брзо изливање на крв во абдоминалната празнина и да доведе до симптоми и знаци многу слични како што ги дава и екстраутерината бременост. Значи, навремената диагноза, повторно ќе кажам, се многу важни во овие типови на причини, со цел да се намали, повторно ќе кажам, значи, самиот морбидитет и морталитет кај пациентите. Постојат и други причини, значи, од гинеколошко потекло. Тоа се, видиме, има една состојба која што се нарекува торзија, значи, на аднексите. Тука спаѓаат јајникот и јајцеводот. Доколку постои некој голем патолошки субстрат или доколку постои нека цистична формација која што е доста голема, знае да се уврти околу својата васкуларна петелка и да даде исто така симптоми на акутна болка. Обично се работи за бенигни цистични тумори, кои што каде што поради самата големина и увртувањето се прави стоп на таа лимфна и венска дренажа, па значи наоѓаме на физикален преглед една практично голема палпабилна маса која што е предизвикана со силни болки, со непријатност, често пати пропратена исто така и со други симптоми од другите органски системи, која што бара исто така хируршки третман, во зависност од големината, без разлика дали тоа ќе биде лапароскопски или лапаротомиски, значи отворена или типна операција или затворена типна операција како лапароскопијата. Други причини исто така од гинеколошко потекло може да ги споменеме инфекциите. Тука ќе дадам посебно внимание прединаца затоа што самите инфекции доколку се нелекувани и се подолготрајни, значи знаат да предизвикаат покрај исцедок на вагината, непријатно чувство, болки при сексуалните односи, доколку не се третирани значи на време покрај воспаление на грлото на матката, значи и на шуплината на матката, може да дадат состојби на воспаление значи на карличните органи од типот значи на јајникот и на овариумот. Состојби кои што се доста тешки, доста сериозни, кои што треба најчесто бараат хируршки или пак болнички конзервативен третман. Тоа се акутниот сапингофоритис и состојба една која се нарекува пилвична инфламаторна болест која што е поврзана со болки во карлицата, меѓутоа исто така една од причините за стерилитет кај пациентката. И доколку се инфекциите, повторно ќе напоменам, нелекувани, може да дадат една доста потешка состојба која што се нарекува постоење на тубооваријален абсцес, кој што најчесто се јавува билатерално, значи на двете страни од карлицата, може да постои унилатерално, која што е исто така многу сериозна состојба, бидејќи доколку настане прскање на тој тубооваријален абсцес, настанува дисеминација на тие грам негативни бактерии и можност за појавање до токсичен шок, што е доста сериозна состојба. Мислам дека имаме гледач, ако не грешам, нема, добро. Постојат ли други причини за акутна болка, освен овие што ги набројавме? Постојат, значи повторно ќе кажам, секогаш кога се прави евалуацијата, многу е важен тој мултидисциплинарен пристап кон пациентките со пилвична болка, затоа што сите тука постојат нели други органи кои што се наоѓаат во самата карлица, постојат црева, понатака бубрезите, мочниот мејор, така што се прават исследувања со цел да се види најнапред потеклото од пилвичната болка од каде потекнува.
Значи, од страна на гастроинтестиналниот тракт, како најчеста причина се работи за воспаление на слипото црево, апендицитисот. Значи, кај женската популација гледаме тоа да го исклучиме, затоа што е најчеста причина за хируршки оперативен третман, каде што пациентките исто така се жалат, значи, на една болка во карлицата, понатака на која што болка се јавува околу папокот, ние ја нарекуваме периумбиликално, која што болка потоа мигрира кон десниот долен квадрант, мекбурниевата точка. Пациентите може да имаат и гадење, симптоми повраќање, значи доаѓа диференцијално диагностички и тоа да се исклучи. Може да се работи исто така за нека обструкција, значи на ниво на цревата, или пак да се работи за, например, некој акутен дивертикулитис. Од страна на уринарниот тракт, нешто што често сретнуваме, може да биде причина камчиња. Значи, знаеме дека во бубрезите, односно литијазата или нефролитијазата, како и уринарните инфекции, кои што знаат да дадат тешки воспаление, значи, на мочниот мејур, како и на бубрезите, па да дојдат пациентките со силни болки во костовертебралниот агол, болка која што се шири кон препоните, со висока фебрилност, со треска, значи со температура. Затоа, значи, и при самиот пристап кај пациентките во репродуктивниот период, секогаш гледаме да исклучиме екстраутерина бременост, постоење да видиме дали постои, значи, возможност за воспаление на слепо црево или пак за некој уринарен инфект. Не ви е лесна работата, со волку различни болки треба да ја најдете вистинската причина и секако да помогнете, нели? Не е едноставно, а дотолку повеќе што пациентот е изнемоштен од болката. Ајде да го чуеме гледачот кој ни се јавува. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се јавувам, 54 години сум возраст и имам полип на грлото на мочниот меур, така ми каже мојот гинеколог, а имам и апцес, потечена сум од двете страни, од кај вагината на кај чмарот. А исто имам и псодополипи и полипи на дебелото црево. И си имам проблем. Имам јаки болки, цела кичма ме боле и ногата дуре, а на површината на кожата ми е сменета, така како потенка ми е, и имам модреници. Така. Па барам докторката што ќе ми каже. Така, мислење да чуеме. Да. Значи, добро, пациентка да каже повеќе заболувања, да кажам. Полипите на уринарниот тракт се нешто што го лекуваат уролозите. Од за апцесите што ги спомна, доколку се навистина апцеси, да кажам, на гинеколошките органи, бара земање, значи, на микробиолошки брисеви, значи вагинални и цервикални, да се види дали ќе се има изолирање на некој инфективен агенс, како и земање, значи, на уринокултура и доколку се исто така испитување, значи, на крвна слика со една седиментација, C-реактивен протеин, да се види за каков тип, значи, на инфламација станува на збор и доколку навистина се докаже и ултразвучно, нормално ултразвучниот преглед е исто така доста важен, така што доколку се потврда дека има навистина инфективен агенс и знаци за една инфламација, ќе има потреба, да кажеме, од еден болнички можеби третман за однос на примање на антимикробна терапија. Добро, каде да ја упатиме? Значи, најнапред треба да се земат сите лабораториски исследувања, да се земат микробиолошки исследувања и во зависност од исто така ултразвучниот наод, кој што е многу важен, доколку навистина постојат тубооваријални апцеси, како што самата пациентка кажа, ќе треба има потреба од примање на антимикробна терапија. Добро. Каде може да најдам, пошто ја сите симптоми што ги кажа ги имам, ама не знам која бактерија имам, не ми кажа која бактерија имам, а тоа болките у кичма, со урината имам проблеми исто, не може, и све што кажа ја ги имам проблемите, каде може само да најдам, у која боланта е? Ке ме најдете во клиничката болница Аџи Бадем Систина. А у Систина е? Да. Доктор Ана Кацарска ќе ја барате. Добро, треба да се закаже или? Нашиот кол центар е 30 99 500, ќе ве упатат од самата болница.
Добро. Така. Жените најчесто, еве и во меѓусебните разговори, кога ги боли во делот на карлицата, велат дека имаат менструална болка или пак болка во јајници, но јас ќе ве прашам, еве, каква е таа менструална болка? Менструалните болки се исто така честа причина за доаѓање во гинеколошките ординации. Самата менструална болка ја делиме за полесна евалуација, значи на примерна и на секундарна болка, во зависност од тоа, значи, дали постои некој патолошки субстрат во самата карлица. Примарната менструална болка, ние стручно се ја нарекуваме како дисменореја, е болка која што се јавува обично кај девојчињата некаде 1 до 2 години после воспоставување на првата менструација и е поврзана обично со воспоставување на овулаторните циклуси, за разлика од секундарната дисменореја, која што се јавува како резултат, значи, на постоење на некаков патолошки субстрат, и тоа е болка која што обично се јавува 1 до 2 недели пред започнувањето на менструалниот циклус и трае неколку дена по завршувањето на самиот менструален циклус. Така. Кај примарната дисменореја, бидејќи се работи, значи, за состојба каде што немаме патолошки субстрат, болката се јавува неколку часа пред воспоставување на менструалниот циклус и трае некаде околу 48 до 72 часа по завршувањето на самиот менструален циклус. Се јавува како резултат на појава на супстанции кои што се нарекуваат простагландини, кои што се доста присутни во втората половина, да кажем, од менструалниот циклус. Затоа и, значи, терапијата ќе биде практично во зависност од тоа дали ќе биде се работи за примарна или за секундарен тип на менструална болка. Спомнавте и циклична болка, како таа се дели? Цикличната болка е токму во менструалната болка. Таа е, значи, таа нарекуваме циклична, менструална или дисменореична значи, болка. Тука исто така сакам да напоменам дека кај секундарниот тип на болка, која ќе го напоменеме дека се работи за некој патолошки субстрат, најчесто причините се велиме дека ендометриозата, како и адхезиите, така што ендометриозата е нешто што бара малку поадекватен пристап, затоа што најчесто е потребна некој, да кажем, лапароскопски третман со цел да се процени тежината на состојбата на ендометриоза, се со цел незино адекватно третирање, бидејќи е состојба која што покрај тоа што предизвикува, значи, менструална болка, може да предизвика проблеми исто така со фертилитетот кај пациентката или проблеми при сексуалните односи. Добро, во случај на менструална болка, каков е третманот на пациентката? Значи, третманот ќе зависи дали се работи за примарна или за секундарна. Кај примарната менструална болка се даваат препарати како нестероидни антиинфламаторни лекови, тоа се супстанции кои што кај народот се познати како бруфените, кетоналот, аспиринот. Тоа се нестероидни антиинфламаторни лекови или пак доколку нема контраиндикација се оди на орални контрацептивни таблети кои што имаат задача, значи, да направат една хормонална состојба каде што ќе имаме ниско ниво на тие супстанции кои што предизвикуваат да кажам менструална болка, која што е многу слична на породилната болка. Пациентите знаат да дојдат со силна болка, со вртоглавица, па дури со епизоди на синкопа. Така, тоа се, да речеме, кај некои жени навистина тоа се чести секој менструален циклус со нов почеток на болка и нов крај. Ги препорачувате овие медикаменти да се пијат на секое? Да, значи, доколку пациентката дојде со менструална болка, значи секогаш гледаме да исклучиме постоење на било каков патолошки субстрат. Значи, ќе направиме физикален преглед, ултрасонографски, земеме анамнестички податоци, доколку исклучиме постоење на било каква патологија, тогаш на пациентката ти препорачуваме или орални контрацептивни препарати, или пак им даваме група на нестероидни антиинфламатори кои што се даваат во првите неколку дена на секој 6 до 8 часа, се со цел да се превенира повторно формирањето на тие простагландински носефекти. Доколку најдеме некоја патологија која што е причина за тој тип на болка, тогаш се оди конкретно кон решавање на самиот проблем. Така, да не чека гледачката да ја чуеме, па ќе продолжиме со разговорот. Повелете. Добар ден. Поздрав до докторката. Би сакала да ја прашам нешто. Многу често при сексуален однос имам болка, а пред одреден период
и крварење. Значи не е нон-стоп крварење, само при односи. Од страна на матичниот гинеколог ми беше дадена терапија хормонска и ме интересира од што може да биде тоа крварење и дали болка у кичмата е поврзана со крварењето. Болката во кичмата не би требало да биде поврзана, доколку не се работи за менструална болка, значи не би требало да биде поврзана со крварењето. Состојби кои што може да доведат до крварење при сексуален однос обично во најголем дел од случаевите се работи за инфекции. Значи знаат да се направат воспаление на грлото на матката, состојба која што се нарекува цервицитис и која што бара соодветен третман. Значи треба да се земаат соодветни микробиолошки иследувања и да се даде соодветна терапија кај пациентката. Добро, значи кај матичен гинеколог, па понатаму ќе... Ретко може да се случи, значи да постои ендометриоза на зидовите на вагината, па исто така тие пациентки исто имаат проблеми при сексуален однос и пред добивање исто така на менструалниот циклус исто така се желаат на болки, така што треба да се направи една добра гинеколошка, да кажеме, евалуација пред да се даде некаква терапија. Сакам да ве прашам уште нешто во врска со третманот на менструалната болка. Обично менструални болки имаат и девојките кои што нели се на почетокот на тој репродуктивен период, кога неколку пати во животот добиле на почеток се. Дали ист третман имаат и тие и возрастните жени, со оглед на тоа што лековите кои што ги спомнавте за намалување на болката навистина се јаки лекови, се препорачуваат и за помлади? Кај помладите пациентки одиме со ниски дозажи најчесто на орални контрацептивни таблети, кои што имаат доста добар ефект, значи и резултати кај помладите пациентки. Кај повозрастните пациентки се дава друг тип на медикаменти, може да се работи исто така за хормонска терапија, меѓутоа друг тип на препарати. Така. Мислам дека е тука добро да споменеме на своја рака да не се земаат препаратите, да. Задолжително да се посети матичен гинеколог за да ја одреди терапијата ништо на своја рака. Обично ние луѓето знаеме и сами да се лекуваме, да глумиме лекари, кога ќе искомплицираме, тогаш ќе дојдеме кај вас. Добро, продолжуваме со хронична болка. За каков вид болка станува збор кога велиме хронична е болката? Така, тоа е специфичен тип на болка, значи тоа се пациенти кои што, како што го напоменав и претходно, значи имаат поминато низ многу гинеколошки или друг тип на ординации, на специјалистички ординации. Болката им перезистира подолго време, им пречи во функционирањето на целокупниот живот, значи општествен, социјален, брачен живот. Тука има потреба да кажеме од еден пак мултидисциплинарен пристап во однос на поддршка на самите пациенти во барањето на причината и нивниот третман, бидејќи причините за една хронична болка може да бидат од ендометриоза па се до компресија на некој нерв. Значи покрај гинеколог понекогаш е потребна поддршка од психолог, физиотерапевт. Во пронаоѓањето велиме дека направата причина за хронична болка. Повторно и тука, значи многу е важно кога ќе дојде самиот пациент да го распрашаме кога почнала за прв пат да се јавува таа болка, повторно локацијата, дали има периоди кога таа болка повторно се зголемува, се засилува или пак се намалува. Причините повторно може да бидат од сите претходно наведени органски системи, дали се од гинеколошко потекло, дали се од гастроинтестиналниот систем или од уринарниот систем, или пак да се работи за некоја мускулен тип на болка. Од гинеколошките причини повторно ќе споменам, на прво место е ендометриозата, значи која што знае да навистина да даде кај пациентката една хронична пиловична болка. Ендометриозата представува една абнормално, значи постоење на ендометриално ткиво, значи ендометриални жлезди и струма надвор од шуплината, значи на матката. Практично самата ендометриоза може да се јави било каде значи може да се јави на белите дробови, може да се јави исто така во дебелото црево, значи во зависност од органскиот систем каде што ќе се јави, од таму да ги дава и самите симптоми. Студиите кои што се направени е докажано дека самата ендометриоза до сега секаде е пронајдена во човечкото тело, со исклучок до сега не е најдена на лиенот, на слезенката. Меѓутоа бара повторно ќе кажам една понекогаш треба да се препорачува дијагностичка лапароскопија со цел да се утврди точно локацијата на тие ендометриотични жаришта каде се и да се знае точно како таа пациентка да биде третирана.
Честа причина исто така за хронична пиловична болка се адхезиите, тоа се страснатини кои што може да се јават како резултат на воспаленија, значи секундарна. Затоа и кажуваме дека навременото третирање на инфекциите е многу важно со цел да се превенираат компликациите кои што се многу тешки понатака за третирање и се многу подолготрајни. Значи, адхезиите кои што може да предизвикаат дури обструкција, делумна или парцијална на самите црева, и постои нешто што се вика исто така на синдром на пилвична конгестија, опиша некаде во 50-тите години, каде што се смета дека пациентките кои што се под висок емоционален стрес, значи дека кај нив настанува спазам на самата мазна мускулатура и конгестија на вените, и дека таквите практично пациентки имаат исто така се со доста хронична пилвична болка, со чувство на замор, на исцрпеност, со абнормални крварења, каде што матката е целосно зголемена, јајниците се со присуство на мноштво функционални цисти, така што и тоа е состојба која што бара исто така, значи, соодветен третман. Вие лекарите правите ли градација во однос на типот на болката? Што за вас е, да речеме, пострашно? Акутна, хронична? Која болка ја третирате како вистина проблематична? Знаете како, секогаш на прво место ни е третманот на акутната болка, доколку пациентката имала, да кажеме, нормален секојдневен живот и најнаш цела силна остра болка која што на вистина тоа го гледаме, значи, при физичкиот ни аспект и при самиот клинички преглед, тогаш веднаш, значи, се поставуваме во акција да поставиме правилна дијагноза. Претпоставам се витка пациентката, се така витка, не со нарушување на виталните параметри, со нарушување на целокупната здравствена состојба. Тоа се навистина акутни состојби кои што бараат значи навремена дијагноза и брз третман. Така. Кога зборуваме за хроничната болка, другите системи во организмот можат ли да дадат хронична болка која што може би е асоцира и на гинеколошка со оглед на регијата каде што се јавува? Може повторно доаѓа тука, значи, другите органски системи, може да бидат исто така од гастроинтестиналниот систем повторно. Значи тука ќе се работи, може да се работи за синдром на иритабилно црево, каде што пациентките имаат исто така, значи, надуеност во стомакот, дистензија во абдоменот, понатака гасови, наизменична диареја и обстипација. Тоа се исто пациентки кои што доста долго лутаат дека стигнат до правилната дијагноза. Може да се работи од уролошки причини за некој интерстицијален циститис кој што бара исто така, значи, уролошки третман и соодветно третирање, така што како што може да забележите, причините се многу бројни, меѓутоа е важно кога пациентката ќе дојде точно, значи, стартуваме ние со самата анамнеза да видиме од каде потекнуваат прво тие, од каде потекнува таа болка, со цел да можеме правилно да ја насочиме. Добро. Доаѓа кај вас на гинекологија, се работи сосема за нешто друго. Организирате тим, ја препраќате пациентката, како оди сето тоа? Да, ако исклучиме, значи, најнапред, значи, покрај анамнезата, покрај физикалниот преглед, клиничкиот преглед, се прави ултрасонографски преглед, доколку исклучиме, значи, постоење на патолошки супстрат во малата карлица, зборувам од гинеколошко потекло, тогаш гледаме од кој друг органски систем кој што е многу близок до гинеколошкиот тракт може да биде, од каде да потекнува болката и во зависност од тоа таму ја препраќаме пациентката. Добро. Една категорија на жени кои што не ги спомнавме во теков на разговорот се бремените. Предпоставувам дека и тие имаат ваков тип на проблеми во текот на бременоста. Често знаат да кажат бремените дека имаат болки во кичмата, но понекогаш се жалат и во карлицата. Тоа се различни типови на проблеми, кога боли кичма и кога боли карлица. Кој е што е? Значи, знаат пациентките во првиот триместар обично да дојдат да се жалат на пилвична болка. Обично кога доаѓаат во првиот триместар може да се работи за некаков тип на абортус. Знаат да дојдат исто така со абнормално крварење, значи може една од причините за акутна болка во првиот триместар е можноста за заканувачки абортус. За разлика, нели, од оние болки во карлицата што се јавуваат кај пациентките во термин кој што може да представуваат и предзнак за едно раѓање. Така што често пати меѓутоа кај пациентите што се во првиот триместар може да се работи повторно, значи, за инфективна патологија, затоа и кај трудниците по завршувањето на првиот триместар некаде 12-14 нели гестацијска недела се земаат микробиолошки исследувања со цел да се превенираат компликациите од истите.
Така. Доколку не се третираат тие уролошки инфекции, може ли да има последица по однос на плодот, здравието на мајката? Значи, инфекцијата колку што се сериозни кај на жените што не се трудни, толку се сериозни кај пациентките кои што се трудни. Дека самите инфекции знаат да предизвикаат и се прва причина за предвремено прскање на плодовите увивки и предвремено порадување. Значи, секогаш акцент се дава на рано нивно диагностицирање и нивен адекватен третман. Меѓутоа, многу е важно кај сексуално преносливите заболувања да бидат третирани истовремено и двата сексуални партнери, се со цел да не се прават рецидивни инфекции. Така. Предпоставувам дека и жените кои што веќе се во менопауза имаат проблеми од ваков тип, дали кај нив е идентично она што досега го зборувавте или треба некаков поинаков третман, поинакви прегледи, поинаква грижа сама за себе да има жената? Значи, генерално, кај сите жени се препорачува посетување редовно на гинеколошки и правење на гинеколошки прегледи, бидејќи исто и тие пациенти се со ризик и за чести уринарни инфекции, со ризик за гинеколошки инфекции, така што мислам дека кај секоја пациентка, без разлика дали е во репродуктивна возраст или не, треба редовно да се посетува гинеколог. Доколку имате таква пациентка со акутна болка, на што прво ви асоцира, што би можело да биде? Се работи за гинеколошки проблем или? Па обично кога доаѓа најчесто диференцијално диагностички кај жените, особено во репродуктивната возраст, секогаш правиме испитување на хормон, односно на хуман хорионски гонеотропин и гледаме да исклучиме екстраутерина бременост, бидејќи доколку не е руптурирана, може таа бременост да биде конзервативно третирана и лекувана, меѓутоа доколку се работи за руптурирана бременост, че мора брзо и навремено да се диагностицира за да не западне пациентката и во нека шокова состојба. Така што гледаме да исклучиме најчесто постоење на екстраутерина бременост од гинеколошка страна, торзија на некоја циста, руптура на некоја циста или пак секундарно да исклучиме постоење на или прскање на слепо црево. Значи, акутната болка се јава или како резултат на перфорација на некој внатрешен орган или се јава како резултат на исхемија. Неретко, значи може да се случи и миомите, кои што се чести кај пациентките или во репродукција, забораваме да ги споменеме, кои што знаат да се јават кај пациентките во репродуктивната возраст, да предизвикаат, акутна болка како резултат на дегенерација, како резултат пак на слабата васкуларизација, особено за време на бременоста кога самата матка значително расте. Така што причините треба убаво диференцијално диагностички да се обработат со ултразвучниот преглед, се гледа дали промената доаѓа од страна на матката или пак доаѓа од страна на аднексите, односно јајникот и јајцеводот. Кога ги споменавте јајниците, еве да кажеме, многу девојки се жалат од болки во јајници и токму во таа регија чувствуваат силна болка. Од што може да биде причината за болката кога велат болат јајници? Станува збор за воспалување некое или? Да, може да се работи, како што претходно напоменав, за акутен, ја нарекуваме акутен салпингоофоритис, значи инфекциите кои што постојат во вагината, значи особено за време на менструалниот цикл знаат да мигрираат нагоре по асцендентен пат. Значи како најчести причини се тука хламидијата и гонорејата. Меѓутоа и анаеробните инфекции со така знаат да направат проблем. Значи проблемите полесно се третираат кога се на пониските партии, значи кога се работи само за воспаление на вагината и на грлото на матката. Веќе кога ќе одат нагоре, значи по самата шублина на матката, кога ќе одат на јајникот и на јајцеводот, знаат да направат доста сериозни компликации, да доведат до воспаление на ниво на целата карлица, која што секундарно може да предизвика и формирање на сраснатини, до формирање на адхези и секундарно до појава на стерилитет. Така. Добро, јас мислам дека добро ја разработивме денеска болката во карлицата. За крај на нашава емисија ќе имате ли некој совет, препорака на гледачките да им дадете? Да, значи многу е важно често да се прават самите гинеколошки прегледи, да не се заборава посетата на гинеколог, затоа што сепак навременото лекување и брзото диагностицирање многу полесно за разлика од пациентки кои што не се адекватно третирани и доаѓаат со многу посериозни проблеми. Така. Кога велиме редовна посета на гинеколог, што тоа значи, на колку време треба
одат кај матичниот гинеколог, па дури и кога немаат болка, нели? Па барем еднаш во годината би било пожелно да има посетата на гинеколог. Ви благодарам за денешното гостување во Алфа Ординација. Доктор Ана Кацарска, специјалист по гинекологија и акушерство од болницата Аџи Бадем Систина, беше денешен наш гостин. Се надевам дека одговоривме на вашите дилеми и ви дадовме добра насока како да го решите проблемот доколку имате болка во карлица. Останете и натаму со Алфа телевизија, Алфаскоп со своите содржини. Ќе ви го задржи вниманието неколку часа и се надевам дека ќе уживате ова попладне. Довидување од мене.